Кои се зелените перспективи на Велес? Прво морам да дадам еден краток вовед. Бидејќи вашиот наслов е Зелените доаѓаат, би сакал да потенцирам дека можеби во Македонија зелените најнапред дојдоа во Велес, заради тоа што Велес во минатото важеше за еден од најзагадените градови, не само во Македонија, на Балканот, туку и пошироко, една од најцрните еколошки точки заради 3-децениското интензивно загадување од работата на топилницата за олово и цинк, чии последици се уште ги чувствуваме. Пред 15 на години многу добро се организиравме со граѓанскиот сектор, ја основавме Зелената коалиција, начело со општината и невладините организации со еколошки зелен предзнак и невладините кои се грижат за здрави поколенија. Со заедничка борба успеавме да ја добиеме битката против топилница. Во тоа време, тоа што ние го правевме беше навистина авангардно. Јас лично и општината ги добивме сите награди што можеа да се добијат во тоа време. И Велес важеше за репер како треба општината и граѓанскиот сектор заедно да се борат за чиста и здрава животна средина. Затоа сметам дека е ова многу важно, не само за Велес, туку и за целата земја. Сите прашања поврзани со зелени општини, зелени градови треба да бидат во врвните приоритети на градоначалниците, на општинските совети, на граѓанските организации, затоа што тоа зависи во голем дел и квалитетот на живење на граѓаните, што е наша примерна цел и задача. Добро, зборуваме за зелени вредности, знаеме дека не се однесуваат само конкретно на заштита на животната средина или која често ја поврзуваме и со комуналната хигиена, туку се однесуваат и подразбираат и почитување на човековото достоинство, социјалната правда, борбата против национализмот, како и стратегии за одржлив развој, што според вас или според вашите видувања и анализи знаат кои колку знаат политичарите или да речеме тој круг на луѓе во нашата земја, што всушност претставуваат зелени вредности? Па јас мислам дека не знаат многу. Многу треба да работиме на тоа во наредниот период, воопшто да се зголемува односот на граѓаните кон зелените вредности, да го подигнуваме и нивото на култура на урбано живење, почнувајќи од оној основен пристап како што ние го доживуваме зеленото, па потоа и за другите работи. За жал се уште сме многу назад, почнувајќи од третманот на цврстиот комунален отпад, нашата грижа кон зелените површини, фрлањето отпад на сите страни, создавање на диви депонии, ниското ниво на рециклирање на отпадот, а веќе Европа оди многу чекор понапред. Токму за тоа исто мислам дека треба да разговараме и денес и во иднина многу почесто, така наречената традиционална класична линеарна економија, да ја заменуваме со еден повисок ниво на економија која се нарекува циркуларна или кружна економија, која не подразбира само искористување на вредностите според принципите на одржлив развој и нивно депонирање, туку и внесување на нови многу елементи во действувањето кои ќе заштитат животната средина и природата од една страна, а од друга страна ќе отворат и многу нови работни места, така наречени зелени работни места. Вториот аспект од прашањето е исто така многу важен. За жал, може да речем дека Македонија се уште е многу централизирана држава. За разлика од европските земји, општините немаат многу надлежности во областа на социјалната правда, затоа што тоа што граѓаните го подразбираат како грижа на општеството за социјално ранливите категории на население се уште е во примарна надлежност на центрите за социјална работа кои се во рамки на Министерството за труд и социјална политика, така да општините и градот Скопје се доведени во ситуација во рамки на своите финансиски можности да доделуваат еднократна материјална помош на социјално најзагрозените категории население
да издвојуваат средства на тешко болните за лечење од тешки хронични заболувања или за некои хируршки тешки интервенции за кои треба повеќе пари. Меѓутоа, главните барања на граѓаните да добијат социјална помош од општината или да добијат социјален стан не се во наша надлежност. Тука треба да се вклучат и жртвите на семејно насилство и воопшто вклученоста на жените, и се надевам дека во наредниот период ќе го оствариме тоа што го ветивме, да ја децентрализираме малку повеќе нашата земја, општините да добијат конкретни надлежности, локалната власт како најблиска власт до граѓаните, која е најзаинтересирана и најподготвена да ги решава прашањата од животно значење за граѓаните, кои не се некоја висока државна политика, дека треба да ги добијат во своја надлежност заедно со соодветни финансиски средства, за да може да интервенираат кога тоа ќе треба и за згрижување на жртвите на семејно насилство и за доделување на социјални станови на најзагрозените и за правилно доделување на еднократната и финансиската помош, затоа што во ваква ситуација кога тоа го прави државата има поголема опасност средствата да дојдат не во раце на најзагрозените, туку во раце на тие што успеале со некои документи да лажно да ја прикажат својата лоша финансиска состојба. Што мислите за растичките политички и етнички мотивирани тензии во нашата земја и кому тие му одат во прилог, а кој губи всушност од нив? Може би Велес не е до толку се соочува со таков проблем, меѓутоа мислам дека тоа влијае нели генерално на целата наша држава. Кој е вашето мислење? Па вака, јас милувам да ја употребам таа реченица која се употребува дека национализмот е последно прибежиште на нерани мајковците. За среќа Велес е, да речем, во голем степен исклучок од тоа правило. Живееме во општина која е мултиетничка, мултиконфесионална, во која добро функционираат односите меѓу различните етнички заедници, но генерално гледано мислам дека најголеми виновници за тоа се политички структури кои не можејќи на друг начин како да ја придобијат довербата од граѓаните, секогаш прибегнуваат по национални чувствителни теми на кои најмногу можат да ги поттикнат емоциите на граѓаните и на тој начин вештачки се одржуваат на политичката сцена. Тоа го имало и ќе го има. Меѓутоа се надевам дека како ќе се демократизира општеството, дека тие групи ќе стануваат се помаргинални, дека на политичката сцена ќе доминираат тие што ќе имаат вистински вредности. Ако добро ве разбрав, демократизацијата всушност на општеството е едно од можните решенија. Што друго можеме да направиме во тој поглед? Во таа борба за против национализмот? Па тоа е еден долг процес и за првите теми за кои зборувавме. Значи, прво треба нашите деца уште дома пред да тргнат во детска градинка, па потоа во детска градинка и на училиште да ги воспитуваме во духот на вистинските европски вредности, за од нив да произлезат граѓани кои ќе имаат сосем подруг пристап кон животот, кои ќе научат да живеат не покрај, туку заедно со нивните сограѓани кои се од различна етничка припадност или од различна религиска припадност, и дека тоа е богатство за секој општество, а не хендикеп да не се палат на национални, националистички прашања и теми, туку да се обидуваат секогаш на разумен начин преку градење на компромиси да наоѓаат излезни решенија и за најгорчливите или најчувствителните теми.